7 стари занаети во Куманово денеска беа свечено субвенционирани на отворениот саем за мало стопанство во Занаетчискиот дом во организација на Регионалната занаетчиска комора и Фондацијата за поддршка и развој на мали и средни претпријатија. До сега регистрирани се 15 на занаетчи, а услово да се добие субвенција од општина Куманово е поседување на занаетчиска дозвола. Посетителите имаа можност да ги разгледаат штандовите и да купат уникатни занаетчиски изработки. Четврта година поред општина Куманово ги поддржува занаетчиите, како резултат на што многу стари занаети кои што беа на изумирање веќе се возобновуваат како семејна традиција, кажа градоначалникот Максим Димитриевски. Занаетчиите во Македонија ги поддржуваме преку активните мерки на Министерството за економија и труд, но и преку поддршката на занаетчиските комори за поголема едукација за ретките занаети, истакна Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд. Занаетчиите пак порачаа во иднина надлежното министерство да се погрижи за субвенционирањето на старите занаети. Ние четврта година организираме сајме благодарение на началникот на Советот и на локален економски развој и така да успеавме ова година да се пријавуваат и другите градови каде што во иднина заедно со началникот ќе направиме саем национален, мислам дека и меѓународен, за тоа што не треба да се почитува старата историја наша, културата, старите занаети, но ова е слот на стари и нови занаети каде што можат да имат B2B средби, да иновации, да видат како е можност да се просперира во пазарот на трудот и така да нашата општина е пионер во тоа и даваме пример на сите други градови како треба да се почитува историјата, традицијата и културата. Моментално имаме од Скопје, кај што е поголем град, од Охрид, од Велес, Битола, Прилеп, имаме занаетчи, така да горди сме за тоа што видоа дека имаме одлична символика за да ги представиме занаетите и микромалите фирми, семејните бизниси, за тоа што 90% од микромали фирми го сочинуваат и ја сочинуваат и економијата во нашата држава и така да ние даваме придонес и мислам дека ехот е големо во нашата држава. Од старите занаети имаме околу 10 до 15 стари занаетчи, но многу работа на црно. Ова е еден вид и промоција на тие стари занаети да ги привлечеме да се формализират. Затоа што субвенцијата дава и поттик за да се формализира и во иднина ќе смислиме заедно со градоначалникот со нашиот град како на друг начин да ги поттикнеме младите да се нафаќат за оваа работа и да ги поддржиме и финансиски и со сите средства што можеме ние како комора и како град. Ова е четврта субвенција во нашиот град и ќе бидат субвенционирани 7 стари занаети, од кои што уште 3 чекаме да се пријават, затоа што огласот се затвори, но само 7 се пријавија и нив ќе ги субвенционираме, но вратите се отворени и за останатите средства што ќе останат за намените за тие занаетчи да ги добиваме. Нема високи критериуми, има само регистрирани да бидат и да имат занаетчиска дозвола. 7 се за тоа што од другите општини се плашат можеби да ќе ги повратиме, ние добро ги информираме занаетчиите дека овие се неповратни средства, помош за нив, мали се средствата имат големо значење. Значи, ние една општина не дала толку средства за старите занаети и ваква настани не направила. Нашата општина го направила тоа и ние ќе бидеме пионери и ќе се потрудиме на цела Македонија да покажеме дека занаетчиството е еден економски столб во нашата држава. Општина Куманово ги поддржува финансиски овие активности, можеби со символични средства, но од друга страна е многу побитно дека занаетчиството во нашиот град се крева, бидејќи во минатото стоеше само како збор, а денеска го имаме и во реалност и многу стари занаети кои што беа на изумирање веќе се возобновуваат како семејна традиција. Јас како човек кој што доаѓа од класично занаетчиско семејство во кое што се работело лимаро-браварството и дополнително сарачкиот занает, ќе продолжам да ги поддржувам заедно со Советот сите овие иницијативи. Податоците кои што ги бираат, што ги барате, ви се секогаш достапни во оделението за локален економски развој, но она што е суштинско е доколку не постоеше занаетчиството, немаше денеска да имаме индустриализација во Куманово, бидејќи сите тие производствени капацитети се тргнати од занаетчиски
работилници и процесот на индустриализацијата всушност доведува до момент на затварање на занаетчиството. Неопходна е државна помош за да истото се негува и ваквите манифестации буквално даваат голем допринос да им се даде на значење важност тоа што луѓето го сработили, особено во она што е многу популарно во светот денеска, на англиски наречено handmade или рачна изработка, е веќе присутно и на нашите пазари. Успеавме како општина да обезбедиме простор токму во овој објект овде, занаетчиски дом, кој што заедно во соработка со Комората на занаетчи и господинот Агрон го трансформиравме во една градска сувенирница, каде што сите наши занаетчи можат да ги изложат своите производи и да ги понудат на пазарот, особено на оние кои што доаѓаат вон Куманово, бидејќи сакаат да купат сувенир, и ние сме отворени за идни идеи и соработки. Сите што го посетуваат Куманово, генерално сакаат да заминат од Куманово со некоја рачна изработка, некој сувенир. Вообичаено најголем број на такви сувенири се грбот на градот, значи одредени одбележија, одредени ракотворби, така да ние сме задоволни со интензитетот. Втора година како функционира истата и верувам дека интерес за посета на Куманово ќе се зголеми, а ние како општина ќе продолжиме со подобрување на инфраструктурата, особено во централното градско подрачје. Идејата за работа на суверницата беше да биде финансирана од проектот самофинансирање. Ние сме отворени како општина за соработка, нема можност да вработиме лице кое директно во општината, кое би работило во друга организација, но секако постојат други форми, како што и формата субвенција или во годишната програма за развој на култура и други активности на општината, каде што би се обезбедиле преку советот одредени средства кои што би биле во функција на функционирање на тој продажен салон кој што е од општи интерес на Кумановчани. Занаетите се многу битна осна во локалната економија, посебно на општините, меѓутоа и на државата. Преку активните мерки на Министерството за економија и труд ги поддржуваме не само занаетите, преку поддршка за купување на машини, алати и така натаму со повратни средства и секако преку поддршка на занаетчиските комори и регионалните занаетчиски комори за поголема едукација на занаетите, посебно едукација и обстојување на оние ретки занаети кои што ги има, се една богата традиција и култура на Македонија, македонското општество и економија. Меѓутоа да напоменам дека голем број занаети се продолжуваат и преку активните мерки од оперативниот план за 2025 година, така да голем број добри претприемачки идеи поврзани со занаетите ги поддржуваме со отворање на нов бизнес, го пратиме тој бизнес и има многу успешни примери во Македонија кои што го развивале тој бизнес, почнале од еден вработен, тоа е мерката на самовработување, меѓутоа и другите мерки, а понатаму преминале во мали и средни претпријатија за нас. Субвенционирање почна од кај нас, мислам дека треба да се пријали низ цела Македонија, затоа што старите занаети не се само потреба, туку тие се традиција која ние треба и мора да си ја сочуваме. Индустриализацијата си го прави своето, меѓутоа она што сме ние, сме нашите раце, она што произлегува од нас. Се надевам дека ќе направиме дополнителни напори, ова занаетчиска комора, галеријата што ја отворивме доле, што беше топ, одличен погодок, затоа што се покажа сувенирница дека навистина не достига. Имаме прекрасни села, Пчиња, село, преубави села кои може некако да исповржеме се и да направиме еден рурален туризам. Тоа е моја некоја идеја и идеја мислам знам дека и на вас. Ова што гледам пред мене, погледнав некои од штандовите, се прекрасни изработки кои не можат да направат. Индустријата не може да ги направи, затоа што во нив е љубов, идеја, фантазија, имагинација и затоа се толку скапи и безценети, како што сте вие Грон, и вие Лена, и вие Домка, безценети за општина Куманово. Ви благодарам на сите. Она што е интересно, што сакам да го кажам за секторот за евроинтеграција и стратешко планирање и креирање политики следење локален економски развој, е тоа дека секоја година пред подготовка на буџетот и повикува сите оние
на граѓани кои што имаат интересни предлози да се стават во програмата за наредната година и од таму доаѓаат сите они идеи кои што ги реализира нашиот сектор. Исто така, нашите прашалници се доставуваат и до советниците за да ги дадат идеите навремено за понатаму кога ќе продолжи тековната година да не се наоѓаат изговори се она како идеи дополнителни кои што не се имплементирани. Упорноста на Агрон и позитивниот дух за напредување на занаетчиството и идеите произлегоа уште у самиот старт кога стара председател на регионалната занаетчиска комора. Градоначалникот пак од друга страна секогаш дава отворена опција за давање на нови идеи без некоја блокада, без да кажам некое блокирање на она што сакаме ние да го реализираме. Благодарност за Советот на општина Куманово затоа што ниту една активност не може да се реализира без Совет. Она што сакам да го кажам во оваа насока, никогаш не справам говори, реално ќе зборувам со вас, е следно. Кога се однесува за економијата, која што е клучна за младите да не останат во државата, ќе кажам само неколку работи. Во моментов роботиката служи на луѓето. Да не дозволиме луѓето да служат на роботите. Ние постоиме од 92 година, тоест татко ми има почнато од 92. Кумановци сите ја знаат локалитета Ваканово на малото дуќанче што се вика, од 9 квадрати, од таму почнаме. Со текот на времето се проширивме, почнаме мало производство на готова чевла, али сега моментално се ослонивме само на поправка. Значи, после работење на татко ми, останавме продолживме јас и брат ми. Тој си остана доле во Табакана, тоест сега е префрлен карши веднаш до доктор Ѓошета, Кумановци тоа го знае. Јас сум на трета македонска карши гостиница дома. Значи тоа вршиме поправка, исклучиво само поправка. Од сега од лани оведовме нова програма. Тоест почнаме со чистење, перење на патики, тоа е нешто ново. На овој настан добивме субвенции од 15.000 денари, што е нешто мало, али јас мислам дека треба субвенционирање да се врши на централно ниво, тоест преко министерство, затоа не што ни е помош, него едноставно да обстанеме. Значи не е немогуќа мисија да работиш 8 сата, како сите нели нормални луѓе што работат 8 сата без сабота, не може да се обстане. Значи ова треба да не е помош, него еден вид да обстанеме. Јас сум Валентина Миленковиќ, значи со овој занаед се занимавам од многу одамна. Меѓутоа задните 2-3 години сум посветена, да кажеме 80% од работата. Тоа ми е нешто што ми е во срцето, ме движи, многу љубови имам посветено и пресречна сам на секој производ кој ќе го изработам со мој раце. Мајка ми пренесе таа љубов, она ме научи на некои основните бодови, а понатаму од социјалните мрежи. И инспирација земам и од другите жени што изработуваат вакви уникатни изработки. Јас дел од моите производи имам и во сувенирница во град Куманово. Можда повеќе има интерес на море кога отидам, пошто таму се странски туристи, они повеќе пари имат и таму можда повеќе продавам него во Куманово, али има. Задоволна сум. На паркингот кај градскиот базен утре ќе бидат отворени 8-миот меѓународен саем на органски и традиционални производи органска трпеза и 4-тиот меѓународен саем за земјоделство, технологии, храна и преработка Агромак. Саемската манифестација ќе трае 3 дена во периодот од 9 до 18 часот. Целта е да се промовираат здрави производи, современи земјоделски технологии и можности за преработка на храна. Настанот е организиран со поддршка на општина Куманово преку програмата на одделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој.
Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатиот ден гаснеле опожарена сува трева покрај автопатот Куманово, Скопје кај селото Романовце и Агино село. Пожарникарите на различни локации интервенирале 4 пати, информираат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Според билтенот, на територијата на општина Липково кај селото Гошинце, во текот на вчерашниот ден шумскиот пожар бил гаснет од воздух со авиони на дирекцијата за заштита и спасување, кои интервенирале 14 пати. Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило в сабота ќе спроведат акција за расчистување и уредување на улицата Пелинска, информираат надлежните. Како што пишува во објавата, во рамки на акцијата ќе бидат опфатени и приватни имоти, поради што се упатува јавен повик до сите граѓани кои што живеат на оваа улица активно да се вклучат и да дадат свој придонес. Исто така се замолуваат жителите претходниот ден да ги отстранат своите автомобили, со цел акцијата да се одвива непречено и поефикасно. Акцијата ќе започне во 6 часот наутро. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме настаните. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода 56 годишен кумановец, бидејќи физички го нападнал и со остар предмет се заканувал на таткото на неговата сопруга. Тој е приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Во текот на вчерашниот ден полициски службеници лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 27 и 28 години, бидејќи биле затекнати при купопродажба на марихуана. Тие се приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следува соодветна пријава, информираат надлежните. Усвоен е ревидираниот план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за општина Куманово за периодот 2022-2026 година на седница на Советот на општина Куманово. Планот е подобрен со тоа што мерките остануваат исти, но сега општината може да ги следи мерките согласно субвенциите и сите активности што ги прави, информираше на седницата Филип Стојановски од Центарот за климатски промени. Општина Куманово 2 години наназад е вклучена во проект кој го имплементира UNDP. Проектот се вика Справување со загадување на воздухот и истиот е финансиран од Кралството Шведска и кофинансиран со одлуки од Совет преку програмата од областа за заштита на животната средина, финансиран од општина Куманово. Во рамки на самиот проект како активност се во 5 општини во кои се реализира самиот проект, и тоа општина Кавадарци, општина Струмица, општина Струга, општина Куманово и општина Струга и Гостивар, така. Во тие 5 општини се направени како дел од проектот нови планови за справување со загадувањето, тоест нови планови за подобрување на квалитет на амбиенталниот воздух, кој веќе беше и постоечки, општината го имаше изработено, меѓутоа сметавме дека по истражувањата кои се во рамки, спроведени во рамки на проектот справување со загадување на воздухот, истражувањата за испитување од каде доаѓаат најголемите емисии во воздухот од страна на лабораторија Амбикон по стандарди на Светска здравствена организација, сметавме дека треба да се направат нови и ревидирани планови за квалитет на воздух. Ова исто така беше една од предлог мерките кои беа предлог мерките кои самите граѓани инсистираат да ги метнеме на двата организирани граѓански форуми кои беа организирани во месец септември 2024 и месец октомври 2025. Ова се извинувам 24. Самиот план е изработен со помош на консултанти од Климатскиот центар.
За да се вметнат новите барања на самите граѓани, имавме иницијатива и повик до сите граѓани да се вклучат на јавна расправа која беше одржана на 28.4.2025 година. Така да 28 април, да. Така да сите, мислам дека и советниците имавте покана да земете учество, да вметнеме што поефикасни мерки како би се справиле со загадувањето на воздухот. Околу мерките, индикаторите по кои ќе бидат следени, му давам повеќе збор на консултантот од Климатски центар, Филип. Идејата е дека планот е подобрен, за разлика од претходниот план. Подобрен е, мерките остануваат исти, меѓутоа мерките во претходниот план беа општи, не беа насочени директно кон општината. Сега општината има можност да ги следи мерките согласно субвенциите и сите активности што ги прави. Да кажеме дека може да пресмета колку од субвенциите допринесуваат кон подобрување на квалитетот на воздухот. Другата работа што е подобрена, вклучени се и социјалните категории во самиот план и ги се препознаваат како маргинализирани лица и група на граѓани, каде што може општината да им помогне и се карактеризираат како критична ранлива категорија. Од друга страна, она што е пак исто така подобрено, е дека имаме и родов аспект во самиот план и индикаторите што се даваат се бројчано нумерирани. Тоа значи дека целите се мерливи. Тоа значи дека ние кажуваме дека планот за квалитет на амбиентен воздух, да кажеме конкретно во секторот домаќинства, се таргетирани отприлика околу 6500 домаќинства и кажуваме дека тие ако се замени, начинот на загревање ќе има значително подобрување. И така е направено за сите мерки и тоа што го спомна Сандра, и вклучена е уште една анализа, односно моделирање на PM2,5 частичките, каде што беше ангажирана лабораторијата од Амбикон. Што значи тоа, да објаснам вака као народски кажано, беше земено примероци 191 примерок, 191 примерок одговарат на 191 ден. 191 ден се земени прашината, односно воздухот што се дише во општина Куманово, на исто место каде што е мерната станица. Се ставаат тоа филтри, филтрите изгледаат исто како проосмукал, како сисове на проосмукал, кога згора нели се фаќа некој талог на прашина, тој талог на прашина од секој ден се направи хемиска анализа. Хемиската анализа се разложи на хемиски елементи, врз база на хемиските елементи се доби од каде потекнува загадувањето само за PM2,5 частичките. Претходно имаше пресметковна мерка што се вика инвентаризација, односно попис. Пописот се базира врз проценки на колку би се емитувало емисии од согорување на гориво. Согорување на гориво имаме во училишта, во градинки, во домаќинства, на отворени огнови, потоа имаме согорување на автомобили, имаме согорување на отпадот кога ќе стои на самата депонија и сите тие се проценуваат врз база на предпоставки и достапни податоци. Разликата со моделирањето кога се земаат овие примероци е дека се зема примерокот директно од една точка и после се анализира и дополнително помага кон тоа полесно да се идентификуваат загадувачите во општина Куманово. Согласно анализата, што истата може да погледнете и во планот, од овие 191 ден кога се зема примероци, покажува дека 31% од вкупното загадување од PM2,5 припаѓа на согорување на биомаса, а согорувањето на биомаса ние го поврзуваме со домаќинство, односно со грејење на согорување на дрво, пардон. Вториот најголем извор и придонесувач на PM2,5 частичките е сообраќајот, а потоа третиот е согорување на нафта и мазутот. Значи, ова е новото додадено истражување во самиот план, заедно со мерките, и при тоа морам да го кажам што е многу позитивно за општина Куманово и особено што треба да се кажува и да се прераскажува, е дека граѓаните беа вклучени во процесот на идентификување на мерките. Најчесто консултантите кажуваат што треба да се прави, а не се прашуваат граѓаните. Овој пат граѓаните беа вклучени, им беше раскажано што се прави, како се прави, беа презентирани резултатите и беа повикани да дадат мерки. Не беа само граѓаните, беа например и општинската администрација, и граѓанскиот сектор и така натаму се опфатна слика, односно сите што живеат тука во Куманово и може да дадат придонес без разлика на статусот и нивниот социјален аспект во самата општина.
нивните мерки се зема во обзир, се рангира и потоа на втората форумска сесија или форуми на заеднички одлучија кои мерки понатаму да одат на финансирање и истите тие мерки беа финансирани, граѓаните одбра енергетска ефикасност на училиштата и благодарејќи на гласањето на граѓаните, општината доби тоа што го бара самиот народ или граѓаните, односно и сега во текот се спроведуваат мерки за енергетска ефикасност на училиште. Така. Та мерка е енергетска. Да, енергетската ефикасност и таа придонесе околу намалувањето како помогнува енергетската ефикасност на тој начин. Ако на нас за загревање ни треба 4 кубика дрва за неизолирана куќа, ако ставиме изолација или јорганче, што кажам, нормално куќата ќе биде потопла, тоа значи дека помалку дрва ни се потребни да загрееме истиот простор, а помалку дрва значи помалку согорување значи помалку PM2,5 честички. Состапување во сила на новите измени во Законот за безбедност во сообраќајот важат построги правила за учесниците во сообраќајот. За пешак што ќе преминува на пешачки премин со телефон во рака или со слушалки на уво е предвидена глоба од 40 евра. Казната за управување на тротинет, мотор или трактор со употреба на електронски уред изнесува 50 евра. Во законот е наведено дека пешаците се должни да се движат внимателно и без користење уреди, што може да го одвлечат вниманието при преминување на коловоз или велосипедска патека. Од почетокот на следната година ќе се воведат и дополнителни построги мерки за возачите. За минување на црвено светло или непрописно паркирање, казните ќе се евидентираат преку камерите од проектот Safe City.